Добро дојдовте во Зебра. Дебатата која почна со одлуката на Уставниот суд дека отворениот регистар за осудени педофили е нарушување на нивните човекови права и натаму останува интензивна, особено од кога дел од јавноста го постави прашањето чии права се поважни, дали на децата или на сторителите. Токму затоа и денеска ја продолжуваме оваа дебата, ја продолжуваме оваа тема во која прашуваме дали граѓаните треба да имаат константен увид во отворениот регистар за тоа кои се осудените педофили и дали може би живеат во нивната околина или задираме во прекршувањето на човековите права, особено на правото на приватност. Во студиото на Зебра со нас, како учесници во дебатата, се господинот Душко Миновски, председател на Државната комисија за заштита од дискриминација, и господинот Драги Змијанац, председател на првата детска амбасада Меѓаш. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Господине Змијанац, дали еден целосно отворен регистар на осудениците за педофилија ќе помогне за поголема заштита на децата? Дали Меѓаши се согласува со една ваква мерка? Делумно. Зошто? Еве, една недела има силување, родоскренавање во Кочани, Штип, 4 девојчиња во Карпош. Значи, ако Централниот регистар би гаранција како превентивна мерка дека нема да се повторува родоскренавањето, сексуалната злоупотреба и педофилијата, би вродил со плод. Тоа е едното гледање. Второто гледање е, мислам дека се направи малку замена на тези. Не верувам ја дека уставните суди се грижа за приватноста, интегритетот и човековите права на педофилите, туку треба да се тргне од заштита на интегритетот и личноста на детето жртва на сексуална злоупотреба, и од тој аспект може би треба да се размислува и за ограничен пристап на Централниот регистар, како една од мерките со кои ние се согласуваме. Целосен увид треба да имаат сите државни институции кои работат со деца, а граѓаните по одредени околности на нивно барање основен сомнеж дека можеби во соседството живее педофил, Министерството за внатрешни работи треба да му даде увид, се со цел превентивни мерки за да се го заштити детето, но треба да знае граѓанинот дека доколку превземе одредени активности против тој педофил и ја земе правдата во свој раце и едноставно превземе активности кои можеби утре ќе го доведат него и неговото семејство да одговара за тоа сторено дело, е опасност да граѓаните преземат работата во правдата во свој раце. Мислам дека комбиниран начин на Централен регистар со хемиска кастрација и носење на електронски алки, односно следење на педофилот каде се движи, затоа што се покажа многу случаи на педофилија и во градинки, и во основни училишта, и во спортски клубови, и во црквата, и католичка, и православна, и мислам дека на тој начин полицијата и центрите социјална работа треба да имаат навистина увид каде се движи педофилот, а медикаментната терапија треба да му помогне психичкото расстройство да го контролира нагонот или бидото педофилот за да не се повтори делото. Во противно, ако се повтори делото, ако откажа сите овие превентивни мерки, ставот на првата детска амбасада во Светот Меѓаш е јасен. Доживотна казна за секој рецидивист или целосна изолација, затвор, болница. По ваквата одлука на Уставниот суд, што им останува на родителите како некој вид на заштита и грижа за своите деца од педофили, значи, но и од оние кои што го повторуваат, кои што се осудени, кои што живеат во нивна близина. Само да напоменам дека во првиот дел од оваа емисија нашиот колега Наум кажа дека кога тој го отворил и го проверил регистарот во своето соседство, открил значи дека еден од неговите соседи е осуден педофил, вели јас нема да направам ништо, но секој пат кога ќе го видам во близина на градинка, на училиште, на игралиште, ми се вклучува алармот. Така да, проблемот е многу комплексен. Јас најмалку имам намера дека сега да бранам одлуката на Уставниот суд, тама работа. Меѓутоа, значи, мора да се гледа системски на целата ситуација. Да, дека примарна и државата има примарна задача да ги заштити најневидните, оние што нели самите по себе не може да ангажираат, да знаат да постапат, нема доволно социјална и емоционална зрелост. Не може да ангажираат адвокат да ги заштити, нели, на време да се јават ке мама, ке тато и така натаму, и затоа сите сили се насочени и концентрирани кон децата. Меѓутоа, кога расправа Уставен суд треба да го гледа проблемот комплексно, нели? Во тој случај имаме ситуации на најбрутални убиства и така натаму, па луѓето, нели, кражби, разбойништва од најтежок вид
и така натаму, па луѓето добиваат одредена затворска казна, излагаат после тоа и се фактички рехабилитирани. Значи не е едноставен проблемот, многу е тежок. Она што би сакал да го напоменаме дека сигурно дека од кога влегове во новиот систем, нели, кога предав од едно уредување во друго уредување, најнаш кога да почне нешто да се случува и кога да се зарази од педофилија. Нема врска. Тоа било порано, и тоа порано имало табу, имало култура, традиција каде што нели се остануваат во семејството, ќути ќерко, ќути снао и така натаму, не сме да се слуша да се каже, што било драматично потешко. Сега бар говориме и се соочуваме со најфрапантни ситуации, значи добро каза господин Змијанац. Имаме зголемување на казните, рецидивист, повторно прави, значи многу е комплексен проблем, дефинитивно. Како и за дискриминацијата, така како нели специфичен облик на повредување на човекови право, така и поднос на педофилијата, разни земји во светот прават разни обиди. Има универзална декларација за човекови права, 48 година, Обединетите нации, таа е постулат за сите останати понатаму носени декларации и така натаму, нели закони, во која што вика дека ние сите се раѓаме со дигнитет и права, слобода и права. Сите на оваа земјска кугла, меѓутоа знаеме дека има многу прекршувања на тие права по разни основи. Сега многу е комплексно прашањето. Од една страна Уставен суд пресудил така, меѓутоа единствено што превагнува на тасот на тежината, да речеме, кон оваа ситуација на Министерството со регистарот, дека можеби е премалце што го вика Змијанац, можеби треба и други драматични ситуации да покренуваме, не се драматични, него посериозни, останува на тоа дека на вистина бар правиме почетен обид. Еве сега имаме измена на законот за регистарот за педофили, значи имаме вметнување на уште две мерки кои што не биле претходно. Имаме посочување дека тоа ќе биде Завод за социјални дејности, централна институција каде што ќе се фокусираат, нели, сите анализи ќе доаѓаат и сите осудени за овој чин. И она што е важно дека наместо МВР, значи по одреден период кој ќе излезе оној што го направил делото, дека ќе треба на одреден период да се јавува, нема да биде МВР, туку ќе бидат центрите социјална работа кои што се нели по закон за семејство органи прават следењето? Да. Мислам дека фали на децата дополнително образование и вештини за самопревенција. И охрабрување за да го прво треба да се знае дека секое премолчување значи соучесништво и на возрастните и на децата. Второ, мислам дека многу малку се работи со децата на правото на приватност. Што е лош допир, што е добар допир, како детето треба да биде воспитувано, да кажува кога некој го вознемирува сексуално. Родителите треба да знаат кога детето се повлекува, што му се случува. Родителите треба да бидат сигурни дека детето колку што е помало, толку помалку шанс има да лаже за тоа што му се случило. Никако не сме детето жртва да биде на сведочење еднаш, два пати, три пати во центарот, во полиција и така натаму. Затоа се залагаме за тие специјални скрин соби каде што цел тим ќе биде и ќе се во еден видео запис ќе се документира. Никако не сме на инсистирање на одбраната таткото родоскрнавувач да се соочи со ќерката која ја подведувал на орален секс и која кога ја вратиле назад во еден град, да не го споменувам, од Западна Македонија, бидејќи Центарот за социјална работа нема згрижувачко семејство за деца жртви на сексуална злоупотреба, девојчето било вратено, мајката и чичкото извршиле притисок и девојчето ја сменило изјавата. Да не била учителката од тоа училиште и првичната изјава, тоа девојче, тој осуден педофил, односно родоскрнавач, немаше да биде осуден. Значи немаме ни капацитети за згрижување на децата жртви. Без прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, каде што првите 48 часа кои се клучни да бидат отргнати, згрижени, да се почне процес на ресоциализација, рехабилитација, ќе имаме проблем ако децата ги враќаме во местото на злосторот, местото куќата, ужасот таму каде што детето било силувано. Случајот со таткото право на видување, со поранишниот воен ветеран Сашо. Центарот за социјална работа дава право на видување на татко кој обавува тешки кривични кражби, кој неговата вомбрачна сопруга тера на проституција. Тој го замолува центарот да бидат двете девојчиња згрижени во љубанци. Центарот по најдобар интерес на детето одлучува да се гледа со таткото. Таткото со неговиот другар ги силува 6-годишното девојче и 8-годишното девојче. Некој сносеше одговорност за таа постапка во центарот? Никој. Од Министерството за труд и социјална политика никој. За после тоа да се случи таткото од Велес, кој ги силуваше 1 година, 4 години и 6 години. А уште пострашно, судот не можеше да досуди поголема казна од 15 години, затоа што го третира како едно кривично дело. Не секој дете по едно кривично дело да досуда 45 години, туку 15 години. Јавниот обвинител има врзани раце, бидејќи така ги третираат едно кривично дело, независно колку деца се жртви. Има ли капацитет во центрите да работат на терен со овие деца, но и со семејствата?
Ние збориме по свестум ситуација од која ќе се случи така натаму. Во основа она што би сакал да го кажам е дека треба на превенција да се работи, на подигнување на свесноста. Тука се сложуваме. Има различни пристапи кои се третираат деца, возраст и така натаму. Ако идете англискиот модел, значи таа душа е повредена детска душа и тоа трае. Тешка травма, од сите травми кои може да му се случи. Се сложам Змијанац, говорете во Тренци сега пратиш и така натаму, само пратите и толку. Што вие сте направиле, после тоа ќе збориме за тоа. Значи, има пристап каде што вика дека тоа најголемо злодело што се случило инцест и така натаму мора да излезе од тие актери. Значи тоа пристапи се. Италијански модел, белградски, хрватски, тоа ќе видиме. Мито тоа се кој ќе се случи. Што правиме? Фокусот пред се треба да го ставиме конкретно на министерство, да центрите за социјална работа со превенција и така натаму. Сигурно дека нема да идеме од врата на врата, не да прашаме дали некој случајно препознаваме дека е педофил, туку она што го рече Змијанас, да, во предучилишните установи што е многу важна едукација, веќе конечно се наметнува прашањето за формирање на така наречени училишта за родители. И тоа не само за родители кои што во дадена ситуација имат одредени конфликти и проблеми, затоа што сите ги имаме, негде вешто ги прикријаме и живееме така, негде различни сме сите. Мито имаме многу луѓе што не знаат да бидат родители. Они требале да примат емоција на времето, затоа не се криви генерално. За да знаеш што значи ако детето му е тажно, весело или тажно, нервозно, дека треба да му се придржи да го гуше. Немаме време. Ќе оставиме 10-15 евра, по некој динар и така натоа сме испреле совеста. Значи некои луѓе добиваат ради природата и дај Боже добиваат деца, не знаат да бидат родители. Нашиот педофил овдека во Македонија, за разлика од она што значи во Европа и во светот, се има разлики. Таму збориме за високоинтелектуални личности така натаму, со ние професии, нели, музичари, професори по физичко, овдека збориме за лица широк е диапазонот премина возраст, од 20 до 45 до 50 и така натаму. Значи нема ни тука некоја ситуација. Имаме ситуација дека најчесто од руралните средини, лица кои што во својот живот значи не успеале да се структурираат како зрели личности, кои што имаат некој дефицит во тоа, нереализираност и така натаму, се најмногу често осамени. Значи први посегнуваат, а сепак дека стои дека ова се познати и така натаму, најчесто се знае дека најчесто се од машки пол, има и ретко и жени, и дека се 10 до 12 годишни девојчињата први меѓутоа и машките жртви. Значи тоа се општите показатели, се што треба, значи еден системски период, отварање на училиште за родители, во кој што сигурно сериозна тема ќе биде и оваа која е горлива. Сериозен е проблемот, дефинитивно не може да кажеме не, меѓутоа правиме обиди максимално како министерство. Добро што имаме граѓански сектор како што затоа што во сите дејности немаме сериозен одговорен, значи граѓански сектор како што е меѓаши господин Драган Змијанас, во тој дел значи имаме продолжена рака во тој дел, меѓутоа тоа не значи дека само една институција треба да се шири процесот, затоа што на секој ниво, во секоја локална самоуправа мораме да го анимираме проблемот. Не меѓаши продолжена рака, туку нашата агенда сега е владина агенда и ние се радуваме кога ќе го наметнеме на топ проблемот и владата како извршна власт треба да го спроведе. Ама не можам да сватам кога државата не разрешува некои многу видливи проблеми каде што можеби и потајно скрива некој насилник како случај со девојчето и сукалото село Лабуниште. Јас сакам да бидам многу прецизен. Кога тој гинеколог кажал дека на тоа девојче има отсуство на хименална мембрана, а не кажал како настанала повредата, дека е невозможно девојчето во 22:45 да се качи, да исклучи сијалица и да се надене на сукало. И кога од јавен обвинител добиваме дека нема сексуална злоупотреба, Центар за социјална нема, полиција нема, а двајца форезничари велат дека и има и тоа во две различни периоди настаната и кога новинарката од Фокус Мирослава Симоновска се обидува 29 до 31 јануари да добие запис што се случувало во МВР Охрид и вела дека нема пристап на податоци од јавен карактер затоа што може да се доведе безбедноста, интегритетот и суверенитетот на Република Македонија под прашање. Ние навистина сме сериозни дека можеби во такви случаеви и не може јавноста да дознае вистината како може Македонија да е прва земја во светот кај што девојче ќе се надене на сукало и ќе изгуби невиност. Значи, тука не застануваме. Верувајте, овој случај мора да продолжи понатаму заради опасност евентуална, значи не тврдам, не само да се повтори, него опасност од можности од трговија со деца и луѓе. Значи, тоа е крај каде што не се знае како е настанала таа повреда. Може би не било сексуална злоупотреба, може би било намерна повреда од некое возрасно лице, но мене ме загрижува што секретарката која го пријави случајот Сенада Бешкеми после објавување во јавноста имаше голем притисок и се повлече. А тоа беше многу позитивен пример каде што човек од институција дојавува случај. Но, а мајката на видеозаписот, само уште ова ќе го кажам, кога говори дали вие го подведувате детето, таа
ја наведнува главата и кажува ја не би го давала детето за 50 или 100 евра. Значи она оперира дури и со одредени суми. И зошто таа иста мајка веднаш после тој случај се иселува од тоа село? И каде е сега тоа девојче? Што се случило со тоа девојче? Дали можеби имало нешто што ние не го знаеме, а заслужуваме да го дознаеме како Зошто вакви јавност? кардинални пропусти во процедурата или каде грешат институциите? Ваму Центарот за социјална работа не може да има осознание дали некој злоставува, насилуван и така натаму, тоа си имаат нели форензичари и така натаму кои утврдуваат. Центарот е надлежен да му пруži заштита, особено на детето или на возрастиот ако не е во состојба сами да се грижи за себе. Значи тоа ни е превсходна улогата. Ја би рекол како и во органите на МВР и во здравство и во образование и во сигурни труд и социјала имаме професионални и непрофесионални лица. Mi тоа помина веќе времето на од овој тип на начин на заташкување. Веќе имаме институции кои што е мојата комисија за комисијата за заштита од дискриминација, народниот правобранител со кој што имаме изворена соработка, Хелсиншки комитет и така натаму, значи мора да се анимираат случаевите, да се знае точно и да се преземат консеквенции кон тие лица. Значи има шанса ова да добие завршница. Па да, не може едноставно. Овој и оние претходни случаи што ги спомнав. Помина веќе времето од бившиот систем кој можеше. Сега веќе во овој степен на цивилизацијски односи, на демократија и плурализам и така натаму, веќе не смее тако нешто да се случува. Меѓутоа, да не остане, да кажем, во центрите за социјална работа секојдневно, значи ние сме чувствително општество. Овој транзиционен период навистина многу тешко го поминувавме и верувајте ми, колегите, не сите, секоја чест на професионалните и така натаму, и ја одиграа најголемата амортизирачка ситуација. Значи вие еден огромен број на луѓе останаа на улица, значи мажите посебно беа доминантни во смисла како економски столбови, па изгубија таа доминација, па најнаш дојдоа дома, па не може да се снајде, па настанаа конфликти во секаков размер. Центрите за социјална работа, значи ви кажам многу позитивни примери кај што успеале. Меѓутоа, ова со љубамци случајот, знаете некаде секогаш целите не може центарот да бидат, значи колегите мои и стручните тимови таму поголеми родители, условно кажано, од самите родители. Значи нашата цел е не по секоја цена да ги одзимаме, не по секоја цена да ги сместуваме во дом, туку да му помогнеме на семејството кое што е во ризик и кое што можеби недоволно се снаоѓа во тие своји улоги. Ако може само да додадам една многу важна. Само на зменат сме се дозволили и можам ја со рака? Добро, ајде. Еве ќе почекам. Не. Улогата на центарот е превенција, значи не да се одземе родителското право како таткото ќе го силува детето или мајката Џанич ќе губи детето па го одзема детето. Слушам преска за овие моментиве со педофилија и така натаму во светот. Дослушаме за ова, тоа е мој факт. Така. Значи јас се сложам превенција. Значи за превенција ќе треба да имаме 100.000 социјални работника тогаш и секојдневно да шпартат. И по еден социјален работник во училиште. Сегде треба, да се жив и здрав. И дефектолог сега ни треба, се треба. Меѓутоа факт е дека е општествено-економската ситуација таква како што е, ворете. Затоа се и добри организации, не 7.000 организации невладени имаме од кои можеби 10% прашање толку дали се навистина обавуваат некоја своја мисија како што треба. Значи проблемот е многу подлабок и да не фрламе само на едно место. Центрите за социјална работа се многу витални институции. Значи они навлагаат во семејството и ги решаваат проблемите. Меѓутоа секогаш навистина треба и ресурси. Не се во доволен број, се прават обиди и така натаму се прават. Вакви случаи дека остануваат без завршница или дека се прават вакви кардинални грешки од луѓе кои што треба да ги заштитат децата и семејството, значи како ќе ја мотивирате јавност и граѓаните, па дури и децата, значи да пријавуваат, да препознаваат насилство, а да не се плашат при тоа дека за 10 дена ќе им се врати злоставувач од дома. Така, еве. Или тие ќе се вратат кај него. Со него меѓаши во училиштата се прават, значи многу обиди, и тоа веројатно не се достаточни и доволни. Значи мораме да анимираме јавноста. Второ, постојат институциите. Народен правобранител, Комисија за заштита од дискриминација. Ние сме должни да реагираме на вакво нешто, односно да побараме да се направи ревизија. На случајот дали се постапило, не се постапило. Заради оваа цел се формираше во Министерството за труд и социјална политика социјална инспекција, посебен сектор, значи се трошат големи ресурси, колеги кои што реагираат на најразлични основи, даваат препораки. Тука е Завод за социјални дејности кој што од стручен аспект, значи институција која што ги следи новите трендови, дава нови методологии, концепти и така натаму во развојот на социјалната сфера и врши надзор над работата. Може директно да каже да, овој педагог дал лоша препорака, лоша мерка, социјалниот работник лоше извршил проценка и така натаму. Ама последиците се преголеми, значи некое дете понатаму нели има сериозни последици, затоа мора да одговара. Да, но без одговорност имаме проблем. Значи мора државните институции да превземат одговорност и да признаат кога ќе сгрешат. Еве, ќе ви дам еден пример. 11 октомври домот. Во рок од 6 месеци Јове Костадиновски грабнува 2 деца од таа институција. Едно го силува 21 ден, никој не знаеше каде. За никој не одговара во таа институција. После тоа едно дете го згази,
Никој не одговара. Атанаско побегна, Викторија побегна. Значи без барање на одговорност некој таму, тоа е старател институција, тој е као родител, исто. И во таква констелација кога нема одговорност кај Џановиќ, нема кај 11 октомври, нема кај Сашо, поранешниот воен ветеран, нема кај тој од Велес, нема кај овој, нема кај оној. Исклучокот станува правило. Почнува системот веќе да станува проблематичен од аспект на мобилност и динамичност. Јас знам дека Центарот за социјална работа има многу ингеренции, но нема ресурси доволно, нема капацитети и не се доволно на терен. Значи, ајде, ако веќе дефиниравме дека има клучна улога, социјалниот работник не е едноставна работа. Тоа треба да направи анализа, амнеза на секој семејство во ризик или дисфункционално семејство, независно од економската благосостојба. Тој треба да го слуша првиот крик на детето, не да стигне до психологот, педагогот или до полицајскиот инспектор, него социјалниот работник навистина има клучна улога и мислам дека Министерството тука мора да направи клучен увид. И уште нешто, морам да пофалам со новата стратегија, гледам дека една наша препорака земале сериозно предвид, а тоа е сите деца да бидат вклучени во градинка бесплатно и тоа да биде решение за сите оние деца кои не се вклучени во образование и кои се жртва на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. Ако тоа заживее, навистина е за почет. Во овој контекст, за да имаме конструктивно со моабетот, да, загрижувачки се состојбите, детски судбеници и така натаму, и тоа да ајде да не идеализираме. Значи не може да замислиме ни Република Македонија инкубатор. Нели, па сите сме тука, па добиваме храна преку цевче, кислород и така натаму и живееме. Тоа е динамична работа, се случуваат проблеми. Втори институциите кај нас, освен малолетечки затвори и така натаму, тоа се од отворен тип. Дали ќе се случи во семејство, а се случуваат и тоа не е така драматично. Тоа се случува од 11 октомври. Па да, тоа дете искача, има потреби, треба до 12 се прибира, треба и моите ќерки на пример, па не се прибира, па загрижени, незагрижени, воспитувачите прашуваат, има сознание, нема сознание, чи сакам да кажам не да ги правдам, меѓутоа дека понекогаш и не можете, не знам како стриктно да направите. Ќе воспитувачот не се јавило детето на време, е должен да пријави во полиција. Но ако 21 ден некој си живува врз тоа дете, како може да, или ама никој во домот да не сноси одговорност за тоа? Како да се не се одговора? Значи, они се директорката и тимот пријавуваат. Не е вратено детето. Полицијата трага, ги нема. Ме разбирате како се е постапено. А тој не може Алки